Почна загревањето за најлудата ноќ. Неколку часа пред дочекот на новата 2020 година, кафулињата во Македонија се полнат, а музика ечи од секој агол. Се чувствува раздвиженост во центарот на главниот град. Некои после работа, а други од дома, се подготвиле и излегле на предновогодишна журка со пријателите. Дневните забави и годинава се се популарни меѓу скопјани. Забавата започна во предпладневните часови, каде скопјани со желби за успешна година, со музика ја испраќаат старата. Дефинитивно денските, бидејќи целиот народ е искочен, денска си е денска журка, а може би и поевтино се поминува, дефинитивно бидејќи таков ни е менталниот склоп на македонците, гледаме многу поубаво, подабавно и секако вечерта се поминува со домашните. Според мене барем тоа е традиција, домашни услови најубаво, да не се трошат многу пари, да не се пак домаќински. Двете, и денски и вечерни забави. Ако би морал да одбереш за кога би одбрал, денски или вечерни? Па денски. Денски. Од година за година денските забави стануваат се поактуелни, така да денските. И угостителите го делат мислењето на граѓаните. Велат дека се почесто се полнат кафулињата преку ден, додека за вечерниот чин на дочекување на новата година нема толку заинтересираност како порано. Дел од музичарите велат дека повеќе се заработува на денските забави, но и атмосферата е повисела во текот на денот. Сите забави, и денските и вечерните си имаат своја драж, си носат своја убавина. Со волку многу народ, со ваква организација од година во година е се подобро, така да мислам дека јас сепак преферирам на денска забава. Во пријатна и весела атмосфера, граѓаните во добро друштво паѓаат залез за дочекот на новата година. Дел од нив ќе останат дома, во кругот на семејството. Други пак новата година ќе ја дочекале со најдобрите пријатели и роднини. На полноќ, кога ќе се поклопат стрелките на часовникот, кои ќе го означат стартот на новите 365 дена, ви посакуваме поголем успех на сите полиња, повеќе радост и берекет во 2020 година. Среќна нова година!